за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Почитувани слушатели на брановите на Радио Слободна Македонија, добра вечер и еден поздрав од студиото, каде што вообичаено секоја недела во 20 часот, нешто после вестите, се јавуваме од студиото со цел да го оствариме најновото издание на емисијата за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Лајт мотивот на досегашните 20 изданија ќе биде исто како што и бил порано, значи политиката. Повторно ќе зборуваме за актуелните збиднувања во Република Македонија, од проста причина што ваквиот начин на наше другарување почитувани не идува на разбирање кај сите оние во кои што е инволвирана политиката на секој посебен начин. Зошто? Затоа што Република Македонија повеќе од година дена се наоѓа во една политичка криза на која што крајот по се изгледа се уште е далеку, светлината на тунелот е предалеку за нашите размислувања и обичните смртници, што се вели, ако можам така да се изразам, обичните луѓе кои што не сакајќи се инволвирани во овие политички настани, се со интерес се прашуваат и го поставуваат терминалното прашање: кога ќе дојде крајот на оваа политичка криза, да се вратиме на оние стари реформски добри правци и едноставно државата да ја водиме по курсот на просперитет во семејството, во европското семејство. Затоа немојте да ми замерите вечерава, почитувани, доколку излезам од шемата на своите изјаснувања, на својата елаборација, од проста причина што ова сегашно издание, најново издание на емисијата за македонските работи, ќе имате можност да го слушнете како снимка, земајќи во обзир дека како уредник на емисијата поради своји лични обврски не бев во состојба во недела да бидам на работното место. Затоа немојте да замерите, тоа не случајно го спомнувам, го зборувам од проста причина што токму во петокот, кога се снимаше емисијата за македонските работи, не дојдовме до сознание или поточно не процури веста, она многу важната вест од страна на Иво Орав во врска со судбината на 24 април. Дали на Република Македонија ќе се случат закажаните предвремени парламентарни избори или тој датум по барање на опозицијата ќе биде поместен, тоест пролонгиран. Затоа дозволете ми да дискутирам за онаа кое што всушност беше статус-кво на политичката сцена, да не кажам пат позиција во која што се доведе Република Македонија, затоа што, како што реков, сите на некој начин го очекуваме крајот на или почетокот на крајот, ако може така да се каже, на оваа политичка криза, која што верували или не, претпоставувам дека ќе остави далекосежни реперкусии. Се почесто се запрашувате, почитувани, дека покрај останатото, дека политичката состојба во Република Македонија, во земјата, колку штета ќе остави зад себе со едно недолично, несвојствено и подпомогнато одложување на истата, со толку многу абсурдни ситуации во кои што сами ја доведуваме развојната компонента, ако може така да се каже, на земјата, на Република Македонија. Па и јас како човек, обичен граѓанин на оваа Република Македонија, се прашувам, а тоа сигурно дека го се прашувате и вие, толку ли е баснословен, толку ли е велик, толку ли е бесценет тој обид по секоја цена да се биде во фокусот на случувањата и тоа нарцисоидно надворешно сабо искажување во јавноста. Една цена, значи која што е позната, значи за таа цена само на актерите на ова наша политичка рашомонијада, тие актери да бидат во фокусот на интересот. И сите погледи се свртени кон конечното изнаоѓање на завршетокот на ова политичко дереже во кое што се доведе државата, општеството, системот и институциите. Ке се сложите. Навистина, во последно време, особено со наближувањето на закажаните предвремени избори при крајот на месец април, за наум треба да се акцентираат, но и потенцираат, особено оние девијантните, а кога е во прашање нашата Република Македонија, од дното на душата, и да ги жигосеме сите тие причинители, виновници и актери кои што Република Македонија, како уште еднаш ќе кажам, ја доведоа на ваквото дереже. Затоа во медиумите зачестија форумите, дебатите, соочувањата, социјалните мрежи, не во обичните, туку во електронските медиуми, на телевизиите,
Ништо чудно дека во Жена парк ќе ни се случат и на познати експонирани места во главниот град и во и низ Републикава да ни се случат и по некој македонски Хајд парк. Сето тоа е во рамките на демократијата, каде што јавноста ќе ги вкрсти аргументираните гледишта за актуалностите кои што како на филмска лента ни се случуваат пред нашите очи и во нашиот видеокруг. Приврзаниците, членовите и активистите на политичките партии, ова се однесува до нив, знаат за кого да се определат и тоа најдобро ќе го демонстрираат токму на априлските избори. Посакувам се разбира да ги има. Па така на една страна поддршката неминовно ќе биде на страната на фаворитот или другата пратеничка партија, не сметајќи ги партиите од албанскиот блок, нека не ми замерат, ама мощно интересно за нас и загрижувачки е фактот што сепак надвладуваат симпатиите на туѓинците. Тоа се странската, интернационалната или западната наклонетост, видлива, барем според она што може да се види од нивната вмешаност и тобожната нивна помош како леснувачи и медиатори на меѓупартискиот диалог. И тоа мощно и жестоко, таа е на страна на послабиот и себе прогласената жртва, тоест опозицијата. Не знам повеќето дали ќе се сложите со мене, но во секој случај според она сценарио како се одвиваат работите, особено што се намалуваат деновите до конечниот 24 април, ова нешто е премногу видливо. Дека сум во право, барам и изнаоѓам аргументи, како што вели и лидерот на опозицијата Зоран Заев, аргументи пред кои што и боговите молчат. Зошто? Затоа што едноставно со нивната благодет се изроди Пржинскиот договор. Вие знаете, мешаноста на странскиот фактор како леснувач, како преговорач, саветодавач или како да ги наречеме. Се изроди договорот Пржински, повеќето го наречуваат, слушам дека некој го вика и договорот во Црничи, како сакате. Со чие што реализација грубо се прекрши Уставот на Република Македонија. А знаете со што? Формирање на специјалното јавно обвинителство, односно доведување на чело на тоа специјално јавно обвинителство на специјалната јавна обвинителка и членовите специјални јавни обвинители на тоа тело. Како што реков вон уставно реализиран потек или дел од желботеките на опозицијата. Ке се обидам во продолжението во интерес на времето што го имаме на располагање за оваа емисија, почитувани таксативно да ги потенцирам нештата кои во дадениот момент се главните иницијатори за понатамошниот развој на решавачките настани во кои го гледаме конечниот крај на политичката криза кај нас. Значи, едно принципиелно прашање кое што станува се поактуелно. Колку е исправен во овој случај потегот и реализацијата на предвремената оставка на легитимно избраниот претседател на владата на Република Македонија, господинот Никола Груевски, за кого се изјаснија и му ја врачија довербата да ја води државата нешто повеќе од 500.000 полнолетни граѓани во државата и диаспората на последните парламентарни, исто така вонредни избори. Ако тука не ги сметаме според опозицијата, оние сумнителните жители на пустец од Албанија. Или да поставам еден друг вид прашање. Против чие волја и поради што ги всадија техничарите, јас така ги наречувам, техничките министри во легитимната и од народ избрана влада на Република Македонија? Дали на зацртаниот и со закон зацементиран 24 април треба, мора и навистина ќе има избори и дали истите ќе бидат кредибилни и прифатени од страна на патетичната опозиција и покрај петочната изјава и видувањата на компетентните странци. Сето ова од повеќе причини. Сватете ме, бидејќи на самиот старт ќе се послужам со аргументи како што реков. Ригидниот еврокомесар во почетокот Јоханес Хан почна некако да смекнува со своите децидни одлуки и изјави дека избори на 24 април ќе има, без или со опозицијата, карикирам, но по неговото доаѓање сомнително во Република Македонија, кога е најпотребно, датумот на изборите ќе го одлучат извештаите на ОПСЕ и ОДИХР, тоест на Аиво Орав и на Државната изборна комисија. Диаметрално спротивен промена на планот. Од друга страна, срдецаната македонска политика е пред едно големо искушение. Имено,
Американската амбасада во Македонија инсистираше да се обезбедат стандарди за независно судење на случаевите на Јанева. Па добро, ајде, некој нека ми одговори паметен во оваа држава. Нека кој обвинува, а кој суди во Република Македонија? Во која друга земја амбасадите се мешаат во надлежностите на судската власт? Ќе ве молам. Ако сето ова е така, а не е, верувајте ми, како за пример, зошто не ја притиснат судската власт на најмладата балканска држава да ги екстрадира во Македонија двајцата осомничени за масакрот на Спилковското езеро? Поради сомневањата дека судењата ќе бидат на етничка основа. Абсурд, и тоа невиден. Па добро, каде и во која држава тие живеат? Чии граѓани се тие двајцата? Не знам, но сепак во едно сум сигурен и убеден. Некој ќе ги носи на душа клетвите на семејствата на загинатите кои уште ја барат правдата на нивните најблиски. Одиме понатаму. Зошто и со кое право лидерот на опозицијата бара ослободување на затворените актери на случувањата во комуновската населба Диво населје, каде што животот го изгубија осумина припадници на Министерството за внатрешни работи? 9-10 мај 2015 година. Во нашата меморија ќе бидат врежени со загубата на 8 млади животи, 8 херои, 8 македонски бранители и 8 национални великани пред кои што се поклонуваме. Да, почитувани, 8 млади животи кои застанаа на браникот на државата со цел да спречат планирани терористички напади. Добро, може би некој го знае одговорот и нека го каже во интерес на вистината за да не се шпекулира во јавноста. Колку повеќе одминува времето, се поголем број на шпекулации во јавноста. Нека им се објасни на родителите на невините жртви, на нивните најблиски, на децата, на фамилијата пред се. Но ја бараме вистината. А во вистината, потоа нека ги санкционира чинителите на овие злодела. Има уште многу други прашања, кои што барат и чекаат одговор, како на пример, која е причината што Питер Ван Хауте континуирано продолжува да не навредува и смејува, омаловажува и обезвреднува како луѓе, како народ и како нација. Впрочем, кој бе тој Ван Хауте, од каде ли пак го насадија баш во Македонија? Ја има ли теа храброст и ароганција, лично би го прашал, да се експонира на ваков подмолен начин во било која друга држава? Таму, било каде, пред неговото име и презиме ќе биде вметнато персона нон грата, бидете сигурни. И тоа веднаш после првата навреда на граѓаните на државата во која што предстојува и зема по 900 евра дневно за да ги лечи собствените комплекси. Уште едно прашање се наметнува. Зошто и со кое право новопечената техничка министерка за труд и социјална политика се става над законот и не ги прифаќа одлуките на управниот суд? Кој стои зад неја? Од каде таква самоувереност и самобендисаност која што се граничи со невидена дрскост? Постои ли некој нормален одговор, еве и на оваа прашање? Продолжувам. Опозицијски новинари лажно се представувале во Пустец како журналисти на еден наш реномиран неделник. По чија наредба? Во чија корист и со која цел? И многу други афери кои што, како што реков, ја заплискуваат, ако може така да се каже, политичката обала на Република Македонија, каде што капачите го немаат своето собствено его. Капак на се опозицијските портали кои што едноставно, верујете, можеби не е место за ова да го кажам овдека во мојата емисија, но ликуваа на социјалните мрежи за пожарот што деновиве ја зафати зградата на Евана и Елема која е во фаза на реновирање и дограда. И така би можел да продолжам во недоглед, но ваквите епизоди што ја окупираат нашата јавност и се составен дел од сеопштото живење, се слика и прилика на реалната представа колку и во кој правец може да еволуира човечкиот ум. Да бидеме целосно јасен и сватен, да оставам што е можно помалку простор за шпекулации. Ваквите политички небулози, парадокси и абсурди, кажано во најмала рака, не се својствени само на нашата политичка сцена, ги има насекаде. Ама нашата специфика лежи во нашето нешто друго што е предизвикано од една изфрустрираност, од една фрустрација. А таа е резултат на континуираното последователно губење на политичките битки. И она што особено ме радува, она што особено вас повеќето почитувани ве радува, тоа е дека кога во прашање е иднината на Република Македонија, фактот е дека граѓаните многу добро знаат и научија да расудуваат за тоа што е фер и што е демократски. Јас тука, почитувани, би направил една куса пауза
Земајќи во обзир дека во програмата се метнуваат, се разбират и ведри ноти, ако политиката или оваа емисија не ви ги пружа, па ете тако, да се разонодиме малку со весели ноти од изборот на техниката на Радио Слободна Македонија, а покусата пауза во која што ќе биде поместен и блокот реклами. Јас вие повторно поканувам да останете на брановата должина на Радио Слободна Македонија за да го продолжиме остатокот од емисијата за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. За македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Почитувани, повторно се враќаме во студиото на Радио Слободна Македонија, само кусо подсетување за сите оние кои што подоцна се вклучија во следењето на емисијата за македонските работи. Јас сум доктор Јордан Пачков, уредник и водител на емисијата за македонските работи, која што секоја недела во сопочеток во 20 часот и 5 минути е на програмите на оваа реномирана радиодифузно предпријатие. Земајќи во обзир дека политичките настани и понатаму продолжуваат да ја окупират сеопштата македонска јавност, која што се вкорпорира длабоко во сеопштото наше живење и така натаму, таа заслужува и наш осврт, наша дебата, наши коментари во ова емисија. Продолжуваме таму каде што застанавме, а тоа е поточно речено за изборите кои што се како насушна потреба ни се наметнуваат, се со цел да го видиме конечно крајот на политичката криза, а понатаму Република Македонија повторно да заплови по мирните води, едноставно да продолжиме онаму каде што застанавме, да ја водиме Република Македонија се со цел по патот трасиран кој што води кон Европската Унија и кон нашите други северноатлантски асоцијации. Лидерот на опозицијската СДСМ, господин Зоран Заев, оправдано според сработеното, очекуваше во петокот меѓународната заедница да соопшти дека нема услови за одржување на фер и демократски избори на 24 април наспроти Груевски, кој што пак од своја страна смета и цврсто убеден дека СДСМ на многу перфиден и прочитан дури и од јавноста начин едноставно бега и се плаши од избори. Каков и да е исходот, почитувани? Во прашање е Македонија. А во таа Македонија, парадоксално, на политичкото плуралистичко поле, најлути ривали се две партии од македонскиот блок. Тоа е абсурдот. Но, како почнало, секој почеток има и своја завршница, па се надеваме дека сето тоа ќе биде на крајот на некој си начин со епилог кој што ќе биде во прилог на заложбите на Република Македонија да излезе од оваа политичка криза. Аргументите на Заев се: избирачкиот список не може да се прочисти до 5 март за изборите за да се одржат на 24 април. Па зошто досега се чекаше? Би го поставил прашањето. Имавме многу време. Ако Пажинскиот договор беше во 2 наврати ставен на лист хартија и тоа од состаноците на 5 јуни, на 2 јуни и 5 јули, тогаш досега, сега сме веќе крај скоро речиси на февруари, досега немаше никакво помрднување од мртвата точка. Дозволете ми само за момент да го цитирам председателот на СДСМ во која дадена изјава, непосредно пред изјаснувањето на компетентните структури за овој случај, ден пред тоа, значи во четвртокот, не само што беше убеден во тоа што го говори, туку едноставно испрати јасна, децидна заканувачка порака до тие што всушност треба докрај да ја одиграат дадената им улога. Отворен цитат. Сакам да го видам тој од ДИК што ќе потпише прочистен избирачки список пред 5 март, како што е по закон. Сакам да го видам и тој, па и амбасадор нека е, што ќе соопшти дека може да се прочисти избирачкиот список, затоа што пред фактите и боговите молчат. Апсолутно е јасно дека утре, мисли на петок, ќе се соопшти тоа што сите го знаат, дека нема ниту елементарни услови за да се одржат фер и демократски избори во Македонија. Затворен цитат. Мој коментар, no comment, што велат американците. Тогаш, според праведната застапеност на двата по овој случај опоненти и лути ривали на политичката сцена, дозволете ми во емисијата да поместам уште еден цитат од изјавата сега пак на лидерот на ВМРО ДПМН, господинот Никола Груевски. Нивниот главен став е одговорот од граѓаните.
отворен цитат, кои многу добро гледаат и знаат што точно се прави. Изборите ќе бидат одговор кој СДСМ ќе го добие не од ВМРО ДПМН, туку лично од граѓаните на Република Македонија. Тој одговор ќе биде громогласно не на сите нивни манипулации, афери, закани, најави од Заев за апсење, незанимните јавните етикети, цензорските закани, обструкциите, подметнување и сплетките и едно големо да за работа, за програма и за брз развој, за продолжување и уште поголемо забрзување на темпото на работа и реализација на тековните и многу нови проекти. Затворен цитат. Но оно што најповеќе загрижува почитувани во изјавата на Заев е неговата јасна порака за ставање во игра, уфрлување на планот Б, за кој што сите се прашувавме, а насетувавме на некој начин, кој е тој, доколку има, да кажеме, на 24 април ворени парламентарни избори. Неговата изјава треба да им е јасно на Груевски и на Ахмети дека опозицијата нема да ги гледа едностранните избори на телевизија. Нема да ги гледа на телевизија. Значи, ќе преземат активности и ќе бидат активни чинители, најмалку на оно што јас можам да го претпоставам, тоа е демонстрирање на улична демократија. Значи ли тоа дека ако работите не одат како што треба, дека продолжува политичката криза која според методите на СДСМ ќе се продлабочи, а крајниот епилог знаете каде води? Знаете. Сакаме и јас сакам да го помислам на таквото нешто, затоа што Македонија не го заслужува ова. Евен еден аклатантен пример. Пратеници од СДСМ повторно сака да направат тепачка во собранието, слично на оноа кој што се случуваше на 24 декември 2012 година, каде и верувајте ми, и јас присуствував затоа што во периодот од 2011 до 2013 бев представник или поточно речено пратеник од редовите на ВМРО ДПМН. Викање, надвикување, потоа говорење во исто време, тропање со шишиња, од кое што најповеќе, значи, ескалира оние навреди за кои што не сакам во емисијата да ги спомнувам, затоа што без разлика каков тип на ова емисија, не сакам да го узурпирам правото како водител и како уредник на ова емисија, пред се да дадам придонес во дотолчувањето на опозицијата. Ваква слика на седници и сега имаме во Собраниската комисија за образование, наука и спорт. И ќе ве молам, знаете зошто? Пратениците на СДСМ уште еднаш покажаа својата агресивност, деструктивност и недолично однесување. На постојан удар е председателката на комисијата во редовите на ВМРО ДПМН, која што во очите на колегите од СДСМ е манипулантка, лажга, безсрамничка и така натаму и така натаму. Читувани, ова е веќе видено сценарија. Само актерите со исклучок на поединци се сменија, па така ова станува пракса во законодавниот дом од страна на опозицијските пратеници да се предизвикуваат кризи кои одат на контото на Заев во настојувањата да ја продолжи и продлабочи и онака предолгата политичка криза во Република Македонија. Значи, повторно, ако нивните 1000 амандмани не додат на дневен ред и не почнат да се спроведуваат онако, односно да се дискутира по нив, а знаете за 1000 амандмани колку е потребно само тоа време, тогаш тие демонстративно ќе ги напуштат собраниските клупи и ќе се обидат повторно, како што реков, да направат реприза на 2012 година, кога истото тоа го направија поради донесување, односно усогласување на буџетот за 2013 година на Република Македонија. Во сценаријето за блокирање на работата на комисијата, СДСМ повторно се служи со исти алатки, односно со закони и навреди кон пратениците од мнозинството со цел да создадат проблеми и хаос во собранието, да предизвикаат физички контакт помеѓу пратениците, како и да креираат нова криза која што подоцна би требало да ескалира, се извинувам, и надвор од собранието, надвор на улиците на главниот град Скопје. Очигледно, нервозата кај СДСМ како се доближува датумот на избори се повеќе расте и не може да се контролира. Едно е да бидеме насигурни. Колку и да се одложат, и ако се одложат овие најавените избори за 24 април, некогаш ќе мора да се одржат. Ќе се реши прашањето, ќе се прочисти избирачкиот список, ќе дојдат до доближени ставови со реформите во медиумите и така натаму. И тогаш што? Тогаш одиме повторно, значи на избори, и на избори, дали тоа биле одложени за месец, два или повеќе, епилогот е добро познат.
СДСМ ниту има време, ниту има начин како да го покачи мизерно нискиот рейтинг, за да може да се надева на некоја си победа. Со продолжените, да се вратам на амандманите, 1000 амандмани и се уште не започнатата дебата по истите, заевистите со сигурност сметаат на поентирање по секоја цена. Не знам кој тоа ги убедил и која е таа нивна поента, во секој случај можеби луѓето имаат, како што реков, и некој друг план, кој што ова би требало да представува само увертира на тоа нешто. Секако за ова постојат многу други демократски методи, но очигледно е дека и овој пат СДСМ во недостиг на креативност и логички аргументи се спротивставува со бесмислени амандмани кои немаат никакво суштинско значење и бидејќи амандманската расправа ќе се одвива во недоглед. За сега СДСМ успева да ја блокира Комисијата за образование. Да повторам, потенцирам, единствена цел за блокадите на процесот во собранието и предизвикување на нова криза која би требало да даде алиби за да не се учествува на СДСМ на престојните предвремени парламентарни избори во април оваа година. Зошто? Затоа што предлогот на ВМРО ДПМН, на владата на Република Македонија, да се формира во Република Македонија, значи национален, ако може така да се каже, универзитет или факултет за национална безбедност, тоа нешто не го прифаќа опозиција. Не е во прашање дали ќе се вика Даме Груев или било кој него друго, него едноставно шанса на која што, минимална шанса на која што се фаќат, за да може што е можно повеќе да се пролонгираат донесувањето на ваквите одлучувачки потези, односно проекти на владата на Република Македонија. Уште еден случај кој што има допирни точки со темава на кое што е на тапет во нашето ова вечерашно најново издание на емисијата за македонските работи и кое што ја разбранува македонска јавност, заслужува да биде споменато, да биде елаборирано, анализирано, па и коментирано од мене. Пред 2 недели околу 5 часот наутро во својот дом беше уапсен Едмон Темелко. Откако претходно, лицата кои што треба да го спроведат насилно влегле во домот, заканувајќи се на неговата супруга. Тој се разбира од вревата бил шокиран од присуството на тројцата полицајци кои почнале да врескаат, а едниот од нив откако му ги ставил лисиците му вела сега ќе видиш ти што ќе ти се случи, пошто бил префрлен во полициска станица во Ресен каде што чекал до 12 часот. Потоа го префрлиле во Скопскиот суд, од Ресен, Скопскиот суд, некаде до 16 часот на пладне. Пристигнал во судот, дал изјава која што трае само 1 час, а го задржиле дури до 1 часот и 30 минути по полноќи. Тогаш бил пуштен без изречена мерка притвор. Знаете што загрижува? Загрижува фактот што сепак некои задоволно ликува среќни дека еден голем македонец, еден голем патриот пред се, е затворен поради хировите на неколку луѓе во Македонија. Еве политиката, почитувани, што може да ни направи. И тоа не беше најтрагичното. Оно што навистина го постигна е да ни ликуваат бугарите, и тоа не кој друг од бугарите, туку бугарските фашисти од ВМРО БНД, кои беа пресреќни што бил затворен предавникот во наводници, затоа што БНД не признава ниту Македонија, ниту македонци, ниту македонскиот јазик. Едмон Темелко во срцето, во душата и телото е чист македонец. Лично се познавам со човекот, сум имал можност да другарувам со него, по средби неофицијални се разбира. Тој е мирен човек, тој е патриот, тој е борец, кој целиот свој живот го посвети на промоција на правата на македонците во Албанија. Зошто на тој начин се однесувале, оние кои што го притварале, останува нејасно и останува на тоа прашање да одговори Катица Јанева, која вчера без докази, а по нарачка на Заев и Чадорот се обидува да направи хаос во Македонија. Господинот Темелко е, потенцирам, единствениот македонец кој досега успеа да состави силна организација на македонците во соседство. Секоја чест на Виношито и секоја чест на Ому Илинден, едната во Грција, другата во соседна Бугарија. Единствената општина во светот која што не е во Грција, а го користи 16-кратото сонце како официјален символ, никој друг туку пустец. А знаете кој е градоначалник таму? Едмон Темелко. Не случајно го потенцирам, почитувани слушатели, сето ова. Па тогаш, во што е посебното специјално јавно, по што посегна специјалното јавно обвинителство? На кого и врз што удри Катица Јанева? По чија наредба? Должна е да даде одговор. Должна е да даде одговор на фин македонски разбирлив јазик и нема никој за тоа да изамери ако некој други го напише и срочи текстот.
Во Пустец, почитувани, живеат не повеќе од 3000 наши македонци, кои денес стана жртви на лудите умови од Македонија. Нека се осетат повредени сите оние кои што учествувале во ваквите завери. Сведоци сме дека некој денес си игра со македонштината, и тоа на мощен перфиден начин. Зарем тоа македонецот може да му го направи на македонецот, на брат, на својата сестра? Дали сета беше да се потенцира исправноста на доказите дека со затварањето на градоначалникот на Пустец се докажува невалидното гласање и фалсификување документи на тобожни гласачи од Пустец во Македонија? Зарем на тоа дерече спаднав? Зарем тоа ќе ги одложи закажаните избори на 24 април 2016 година? И дека со таа, разбирате, победа на претходните избори, убедливата победа на ВМРО-ДПМН, која што беше манифестирана преку 200.000 гласови, е невалидна, фалсификувана и некредибилна. Почитувана специјална обвинителко, доколку ја слушате оваа емисија, и ние во редакцијата овдека очекуваме одговор на вашите прашања. Со желба, можеби еден ден да не дојдете и да не бидете гостинка. Со ненаметнати прашања. Прашањата самите вие можете да ги изберете. Едноставно, нашата, можем да кажам, јавноста која што го слуша Радио Слободна Македонија. Сите наши обични граѓани, кои што всушност во политикаат гледаат само една форма на сеопштото живење во Република Македонија, барат одговор на ваквите прашања. Дозволете ми да ве поканам едноставно од сите нив и да ги дадеме одговорите на овие прашања. Впрочем, мојата маленкост тоа го бара од вас, доколку сметате дека не сум достоен да ве бидам домаќин на една таква емисија, тогаш настапете и во било која друга на било која друга радиостаница, електронски медиум или било каде, но едноставно дајте ги овие одговори. Всушност, јавноста го бара тоа. Почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија, благодарам што бевте на брановите на ова реномирано наше македонско радио. Присуствувавте или поточно речено го следевте најновото издание на емисијата за македонските работи, чишто уредник, политички уредник, се разбира, е уредник на емисијата и водител е доктор Јордан Пачков. Емисијата, уште еднаш да повторам, се вика за македонските работи, секогаш е на програмата секоја недела точно во 20 часот, веднаш после дневникот, а ви денеска сме 21 февруари 2016 година. Продукцијата, се разбира, беше на радиодифузното предпријатие Радио Слободна Македонија. До слушање идната недела. За македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков.